Четврток, 15 февруари, кратки вести во 12 часот. Во текот на пролетните месеци Охридската територијална противпожарна единица планира да изврши маркирање на хидранската мрежа во стариот дел на градот. Командирот на единицата Борко Јанкуловски за Супер радио вели дека секаде каде има можност, хидрантите ќе бидат надворешни бидејќи како подземни не им користат, со оглед на тоа што над нив се паркираат и возила. Што се однесува до набавката на возила за единицата, до крај на годинава ќе биде набавена 8-тонска цистерна која моментално е најпотребна. За сега нема промени во однос на набавката на пловен објект за интервенции на пожари од вода, што ќе го направи пристапот побрз и поефикасен, особено за делот кон Трпејца или Светинаум. Од еколошкото здружение на граѓани Фронт 2142 излегоа со реакција откако владата го усвои текстот на законот за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата. Велат дека е донесен без претходно да се ревидираат зонирањето на езерото и дозволените активности во различните зони. Во коренот на проблемот е студијата за валоризација, која е основа на законот за прогласување, а која не ги содржи законски обврзните информации, ниту го спроведува планот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион. Назначувањето на јавното предпријатие Колекторски систем за управувачко тело на Охридското езеро е во најмала рака за препастувачко и бара посебна анализа, реагираат од Фронт 2142. Изборната кампања за парламентарните избори закажани за 8 мај годинава започнува на 18 април на полноќ и ќе трае до 24 часот на 6 мај, соопшти Државната изборна комисија. Учесниците на изборите, листите со кандидати за пратеници треба да ги достават до Државната изборна комисија најдоцна до 2 април. Ждрепката за утврдување на единствената листа на кандидати за пратеници, комисијата ќе ја одржи најдоцна на 13 април. Јавниот увид во избирачкиот список започнува на 28 февруари и ќе трае до 18 март, до кога ќе може да се поднесуваат и барањата за запишување, дополнување или бришење на податоци во избирачкиот список. Времето денес претежно сончево со слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 9 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.